Оживо се. Добар ден, почитувани членови на Судскиот совет, почитувана јавност. Ја отварам 495-та итна седница на Судскиот совет и констатирам дека се исполнети условите за одржување на истата. Имено присутни се членовите на Советот, судиите са Медин Лимани, Антоанита Димовска, Ивица Николовски, Сашко Георгиев, Милјези Мустаф, како и членовите на Советот Милјези Мустафа, Селим Адеми. Одсутни се членовите на Советот Ханиф Зендели, кој што користи годишен одмор, Александар Камбовски, исто така на годишен одмор, Мирсат Сурој, Тања Чачарова Илиевска и Павлина Црвенковска, кои што се на годишен одмор. Одсутен и членот на Советот Лорета Георгиева, уредно известена, но не е присутна на седницата, а одсутни се и министерот за правда Игор Филков, уредно известен, и презателката на Врховниот суд на Република Северна Македонија, судијата Беса Адеми, која што извести дека е на годишен одмор. Пред да пристапам кон предлагање кон отварање расправа по предложениот дневен ред, еве колеги, како што се запознати, еве уште еднаш ке потсетам дека сметав за потребно Судскиот совет, иако имаше можност и во текот на наредните денови да одлучува по ова прашање кое што е точка на дневен ред. Законот вика во рок од 10 дена, Судскиот совет ја покажува неговата заложба за ажурно постапување и неодлагање на работите. Па затоа и покрај тоа што е секако работното време, оваа итна седница сметам дека е оправдана во насока токму на ажурно и брзо постапување на Судскиот совет. Значи, за денешната седница го предлагам следниот дневен ред: утврдување на престанок на судиската функција и точка 2 разно. Отварам расправа по предложениот дневен ред. Дали сметате дека е во ред? Имате ли забелешки, имате ли дополнување? Повелете, колеги. Со оглед дека никој не бара збор, предложениот дневен ред го ставам на усвојување. Кој е за? Констатирам дека е усвоен предложениот дневен ред едногласно, со 7 гласа за. Преминуваме на точка 1, утврдување на престанок на судиска функција. Именно како што ви се доставени материјалите за оваа точка, од страна на Основниот кривичен суд Скопје до Судскиот совет е доставена пресуда КОКПП 274/24 од 15.8.2024 година врз основа на предлог спогодба со која осомничениот Наке Георгиев, судија на Врховниот суд на Република Северна Македонија, е виновен за сторено кривично дело примање награда за противзаконито влијание од член 359 став 7 во врска со став 3 став 2 од КЗ и е осуден на казна затвор во трајање од 3 години, така што во изречената казна затвор му се засметува и времето поминато во притвор сметано од 25.2024 година до започнување со издржување на казната затвор. Согласно член 73 став 1 точка 5 од Законот за судовите, во кој е предвидено на судијата му престанува судиската функција кој е осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку 6 месеци. Во став 2 од истиот член е предвидено дека Судскиот совет најдоцна во рок од 10 дена од денот на дознавање за настанување на случаите од став 1 на истиот член утврдува престанок на судиска функција, со што на судијата му престанува и правото на плата. Во член 54 став 1 точка 4 од Закон за Судскиот совет на Република Северна Македонија е предвидено дека Советот со решение ќе утврди престанок на судиска функција на судија кој осуден со правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку 6 месеци или му е изречена забрана за вршење на професија, дејност или должност. А во член 58 од Закон за Судскиот совет во 58 е предвидено дека Советот со решение ќе утврди престанок на судиската функција на судија кога судијата е осуден за сторено кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку 6 месеци или му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење професија, дејност или должност за дело поврзано со злоупотреба на судиската функција по правосилноста на пресудата со која е изречена оваа казна, односно прекршок. Видно од доставената пресуда е дека пресудата е правосилна со оглед дека и тоа е правосилна со денот на нејзиното донесување, со оглед дека странките се откажале од правото на жалба, односно во конкретниот случај судијата Наке Георгиев го признал делото и се откажал од
се откажало правото на жалба, што значи исполнети се условите и законските кои што ги цитирав и другите формални услови за да може да пристапиме кон утврдување на престанок на судиската функција. Иако согласно законот, колеги, денес ова утврдување на престанок на судиската функција не се гласа, сепак јас би сакала кратко нешто по однос на ова да кажам, иако бидејќи не се гласа и не треба расправа, меѓутоа еве јас кратко нешто би кажала, потоа би дала и на останати членови доколку сметаат нешто да изјава, да не запознаат нас колегите, па ќе се пристапи кон донесување на одлука. Имено, колеги, денес треба да утврдиме дека се исполнети условите за престанок на судиската функција поради тоа што еден судија од највисокиот суд во државата, од Врховниот суд на Република Северна Македонија, е осуден со правосилна пресуда на казна затвор од 3 години. И тоа врз основа на признание од негова страна дека сторил кривично дело примање награда за противзаконито влијание. Истиот судија претходно ја негираше одговорноста, но се докажа дека не може никој, па ни судија, да пркоси на фактите и доказите. Во овој момент, колеги, искрена да бидам, нема да се впуштам во коментирање на судската одлука, нема да се впуштам во коментирање на висината на казната и начинот на кој заврши овој случај. Но секако дека мојот став околу овие прашања, а и вашите ставови, предпоставувам, како впрочем и за секое друго прашање, ќе имаме можност сите меѓусебно да ги слушнеме, а и јавноста ќе ги слушни во наредниот период. Меѓутоа, со оглед дека седницата се пренесува во живо и јавноста ја следи, би сакала, колеги, да порачам, ако ми дозволите, и да апелирам до граѓаните да не молчат, да не се плашат, да се одважуваат и да пријавуваат до Судскиот совет и до другите надлежни органи секое коруптивно действие превземено од страна на судија. Секој случај кога судија лично или преку посредник ќе му побара подкуп, или било какво друго действие, или пак услуга заради влијание или заради донесување на судска одлука. А ние, верувајте, почитувани граѓани, дека секогаш ќе го процесуираме тој случај и ќе го санкционираме. И уверувам дека во ниту еден случај нема да остане без разрешница. Само, колеги, доколку ваквите действија ние сме спремни, а убедена сум дека сме спремни, бидејќи тоа го покажуваат некои изминати действија, ако го санкционираме се това, нема да дозволиме корумпирани суди кои го потонуваат и го газат судството и ќе ги принудиме да дозволиме да останат и ќе ги принудиме со наведнати глави, засрамени ако воопшто имаат срам, да судницата во која што требале да делат правда, да ја заменат со затворски решетки. Граѓаните, знаеме, сите тоа сме го дискутирале секогаш, дека граѓаните мора да добијат правда која што ја заслужуваат, ама воедно ние, колеги, треба да размислуваме како да ги на некој начин да дадеме еден позитивен чекор и со самите суди и вработените во судовите во кои што има такви суди за вакви или слични действија да пријавуваат и да не молчат. Затоа што молчењето е еден вид на соучесништво. Затоа честните суди треба да ги пријавуваат и не се должни да го носат товарот на оние оној товар кој што им ги наметнуваат вакви корумпирани суди, и тоа замислете од највисокиот суд на државата, по државата, од Врховниот суд на Република Северна Македонија. Колеги, длабоко јас сум убедена дека ние тоа сме го дискутирале, дека нашето судство има капацитети да ја заслужи изгубената доверба. Таа може да се врати само ние ако застанеме на патот на корупцијата, затоа што не смееме да дозволиме вакви поединци да ја рушат сликата на целото судство. И ние превземаме чекори во тој дел и понатаму граѓаните и јавноста ќе види дека Судскиот совет работи и нема да дозволи вакви судии да останат. Не си имат поединците име и презиме, си имаме ние име и презиме, така да само малку трпение од јавноста, затоа што веќе некои работи почнаа да се решаваат и тоа резултатите ќе дојдат многу брзо. Повелете, Антоанета, јас тука завршив, ама сакав ова да го споделиме уште еднаш меѓу нас јавно, ние многу пати го дискутираме на колегиум, меѓутоа еве да го споделиме. Повелете, Антоанета. Видете,
Сега, како член на Судскиот совет, законот не ми дозволува да навлегувам во висината на казната. Меѓутоа, и како член на Судскиот совет и како граѓанин, јас не сум задоволна со оваа пресуда. Сметам дека за судиите мора да се изрекуваат построги казни. Судија, од кој се очекува правда? Ние знаеме каква била казаната политика. Биле полицајци фаќани, со мито други луѓе. И добро е што е осуден, но сметам дека оваа казна не е соодветна на она што е направено. Би апелирала до нашите суди сепак да бидат похрабри и јас не навлегувам, пак ќе кажам, немам право ама имам право како граѓанин и како член на Судскиот совет да го искажам моето мислење. Јас јавно кажам дека оваа казна не е доволна. Сега секој си има право да се укаже своето мислење, но за да испратиме уште поголема порака, едно ќе кажам. За судиите не постојат олеснителни околности. За сите можат да постојат. За судија не. Или си чесен, или не си чесен. Или имаш интегритет, или немаш интегритет. Тоа е моето што ќе го кажам. Ние овдека немаме што да кажа, ќе констатираме дека на овој судија треба да му престане функцијата судијата, ама работа уште да чекаме 10 дена да му дадеме плата. Тоа уште ќе беше нели како шлаг да додадеме на тортата. Но како граѓанин, искрено, јас сум длабоко разочарана. Оваа казна не е соодветна на делото. Еве нека не го земаат моите зборови како член на Судскиот совет, да не испаде дека јас сега го кршам законот, па навлегувам во пресудата и така натаму. Ова го кажувам како граѓанин, како мајка, како баба, како човек што сака оваа држава да има иднина. Благодарам. Благодарам. Дали некој друг бара збор? Со оглед дека никој не бара збор, а како законот, законот кажува дека не треба да истата да е согласање, односно само се констатира донесување на одлука. Во овој момент констатирам дека е донесено решение со кое што се утврдува престанок на судиската функција на Наќа Ѓорѓиев, судија на Врховниот суд на Република Северна Македонија, поради донесена правосилна судска пресуда за кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку 6 месеци и на судијата му престанува правото на плата. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, односно 16.8.2024 година. Ова точка ја завршивме, преминуваме на точка разно, иако под точка разно нема материјали, меѓутоа не треба да има, јас би сакала под ова точка да предложам нешто, односно сметам дека е потребно да се превземаат одредени действија, имено гласот на јавноста ни е многу важен. И тоа рече се кај сите членови на Судскиот совет, кога ние на оние работни состаноци дискутираме, сигурно дека ги детектираме и оние состојби што во јавноста се презентирани и едногласни сме дека треба да реагираме по допрен глас. И тоа ни е и должност. Не само наша согласност што даваме, тоа ни е должност, тоа ни е обврска и Судскиот совет докаже изминатиот период дека реагира по допрен глас. Тоа е за случаите колку што бев запозната од медиумите и ништо повеќе од тоа не знам, бидејќи формално за ништо не сум известена како председател на Судскиот совет, затоа и вас не можам да ви известам како членови, е поднос на оние случаи за донесени одлуки од страна на Основниот кривичен суд Скопје, и тоа поднос на одлука за бегство на странски државјанин во тек екстрадициона постапка и поднос на донесени, еве токму и за конкретниот случај, донесени одлуки, односно спроведени постапки, таму предлогот е од страна јавниот обвинител, но како и да е. Сметам за потребно, како прв човек еве во овој момент на оваа институција, и верувам дека ќе ме поддржите во истото, дека треба да се формира комисија и час поскоро да се констатира фактичката состојба по однос на ова и пред јавноста да излеземе
со конкретни податоци. Има нешто се случувало, виновен е судот, не е виновен судот, и да не преюдицираме. Реакцијата на судскиот совет во овој момент, согласно неговата надлежност, е таа да ја испита состојбата, па потоа ништо не се преюдицира, ништо не може во овој момент да се каже и ќе се остане на тоа. Со оглед на ова, колеги, верувам дека никој нема против, ќе формирам комисија која ќе ја констатира состојбата по овие два случаи, и тоа комисијата се составува од координаторот на овој суд, судијата Александар Камповски, кој во моментов користи годишен одмор, меѓутоа од понеделник е на работа. Исто така од заменик председател на судскиот совет судијата и член на советот судијата Ханиф Зендели и колешката Павлина Црвенковска. Комисијата ја дадов на носителот координаторот, бидејќи тоа е во рамки на неговата надлежност, а овие членови, иако не се во акциониот план за тој суд, ги дадов затоа што тие колеги не се на годишен одмор, а делот вас што бевте тука изминатиот период ќе користите, така да нема одлагање на констатирање на таа фактичка состојба. Што значи дека Весна се констатира дека е формирана комисија за да ја констатира состојбата по овие два случаи по кои што судскиот совет реагира по допрен глас. По констатирање на состојбата се задолжува комисијата да изготви извештај кој ќе го достави до судскиот совет и судскиот совет понатаму по истиот ќе расправа и одлучува. Колеги, јас тука заврших, повелете ако имате по точка разно нешто да дискутираме или тука да ја затвориме седницата. Повелете, Ивица. Благодарам. Се согласувам со вашиот предлог. Ние изминатите неколку денови сме сведоци на разни озборувања или барање одговори на повеќе прашања поврзани од нашата сфера на надлежно постапување. Посебно, услови кога нема официјален одговор од страна на Канцеларијата за односи со јавност на органот кој ги донел овие одлуки и дека судскиот совет, ако сака да го зададе своето место и улога, е должен на вистина да изврши надзор, да изврши увид во постапувањето, однесувањето и одлучувањето и да излезе со еден официјален став, кај што тој официјален став, како што рековте и вие, ние само имаме информации од јавноста, принесени преку пишаните или електронски медиуми и така натаму. Јас чувствувам потреба што поскоро, час поскоро да не оставиме, да кружат и шпекулации, а и обвинувања поврзани со вршењето на судиската должност. Туку ние сме надлежни, ние следиме работава и ние мора да се одважиме на вистина и да дадеме одговор на прашањата дали во донесените одлуки има пропусти, се почитува законитоста при донесување на одлуките, не се почитува, односно сите тие ставови ние можеме да ги формираме само преку извршен увид. Го поддржувам предлогот, час поскоро ние мора да извршиме непосреден увид и да излеземе со извештај, па и став ако треба, или зависно од она што ќе се констатира, понатамошни чекори да се преземат. Поред формирана е комисија, комисијата ќе си ја сработи работа, која ќе дојде пред судскиот совет, повторно ќе дискутираме. Колеги, дали имате нешто друго? Со оглед дека никој не бара збор, тука ја затварам седницата, ова итна седница и ве молам колеги за извинување бидејќи сметав лично дека итна треба седница да не оставаме, но знам дека согласност имав од вас за ажурно постапување. Благодарам. Благодарам и на медиумите за заинтересираноста. Ни значи во насока на транспарентност, затоа што граѓаните мора да го слушнат гласот на судскиот.